Здраво, добре дојдовте на уште една Дома со Леа видео. Денес сакам да зборувам за зборување кај децата. Денес сакам да споделам со вас една практика која се покажа доста успешна за моето дете, иако можам да кажам дека појма немав што правам во почетокот. Читав едни теории дека всушност поврзувањата во мозокот кои што се одговорни за развивање на јазикот и за апсорбција на зборови или создавање на речник на фонд на зборови на детето, како и за билингвалност и други работи поврзани со јазикот, практично се создаваат многу рано, односно во периодот меѓу 6 и 12 месеци, доста пред да почне самиот обид за говор. Бидејќи ги најдов овие информации на време, сакав да го тестирам тоа со сопственото дете, па така гледав колку што можам повеќе да изборувам и да изложувам на хуман контакт, односно разговор со луѓе, и тоа пред се значеше разговор со мене, бидејќи бев по цел ден дома со Неза. Така што буквално зборавме, пеевме, раскажувавме се што правиме во од. Во почетокот се чувствував многу глупава, значи имаш бебе кој што спие најголем дел од времето, ти си тивок најголем дел од времето, и одеднаш имаш бебе кој што само те гледа, те наблюдува и ти си зборуваш како ненормален човек сам на себе, бла 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 бла. И право да ви кажам, не само што тоа малце iscrpува и физички и емоционално, туку ги iscrpувам и темите за кои што можам да зборувам, бидејќи она не одговара, не пробува да одговори, не пробува да го повтори истото што сум го кажала, не ни разбира што изборувам, значи само ме гледа и јас треба да раскажувам се поред. Се сеќавам дека во почеток ми беше многу тешко да зборувам неповрзани работи, после се навикнав, но во почеток имав потреба тоа што го кажувам да биде со концепт. Па тука помогнаа некои приказни, едноставни приказни за трите прасиња или за црвенка, па после некој време кажував вицеви за тоа што ми се потрошија и ми досадија приказните што ги знам, што се доволно кратки, нели? За да не забегам со раскажување. После тоа и раскажував концепти од типот на уметност, рок музика, зодијак, наука. Како и да е, се трудев да нема бланко моменти или да нема моменти во кои што она го бара моето внимание, а јас читам нешто, гледам нешто на мобилен или правам нешто десето. Туку и во тие моменти и додека правам нешто физички, например сум во кујна или јадам или средувам нешто, и во тие моменти гледам да изборувам за нешто кога ќе се обратеше, кога ќе се завртеше на кај мене или ќе побараше моето внимание. Ви велам, појма немав што правам, бидејќи до 12 месеци она знаеше само да каже тате, евентуално да каже чиче за чиче маче, што се случуваше многу ретко. Мама почна дури сега да вика почесто на некои 13-14 месеци, но се случи една многу интересна работа. Буквално ќерка ми почна да ги повторува сите едносложни зборови кои што ги повторувавме секој ден. Така, например, еден од ритуалите за хранење ни беше да кажуваме кои се животните, како изгледаат, како викаат, и сите оние извици на живот, бидејќи ги повторувавме неколку пати во денот на секое јадење, сите извици на животните всушност се незините први зборови. Па се случи една среќна околност пред да она да научи воопшто да испушта контролиран глас, нели? Редејќи ги така животните, пробавме да се пошегуваме со тоа како прави рибата или како прави зајакот, кои што не прават конкретни звуци. И на тие за нас духовите прашања одговаравме со техничкиот дел како прави рибата. И буквално Зара почна да ги повторува прво тие немите одговори на прашањата како прават одредени животни, и тоа во многу краток период, значи за неколку недели, се разви во повторување на другите гласови. Станува збор за сите оние едносложни, да кажам, извици, така што мјау го научи покасно и а го научи покасно. Пак е за кокошката, ква е за шатката. Сакам да кажам, за неколку недели почна не само да ги кажува сите овие работи, туку и да дава точен одговор на прашањата. Значи никогаш не ги мешаше звуците, значи точно
точно поставеното прашање, како прави кучето, како прави магарето, како прави шатката, ги даваше секој пат точните одговори и се уште ги дава. Ова ми се чинеше сосем природно, бидејќи нели секој дете си има свој редослед, да кажам, на развојот, условено е генетски, од околината и од други работи, така што не треба да се форсира или да се очекува. Дури ако ви препорачаат нели временска рамка во која што се очекува да се случи развој на говори, на од или на било што друго, во секој случај имајте на ум дека секој дете е различно и дека не треба да се грижите многу доколку детето порано или покасно од временската рамка ги направи овие работи. Кога сме веќе кај тоа, јас мислев дека ова е сосема природна појава. Села не видов една логопедска рамка на тоа колку зборови се очекува дете да знае да каже на одредена возраст. И веќе споделам со вас. Овдека една професионална логопедка, која што се вика Адриана, ги споделува следниве правила, да кажеме, кои што нели нив како професионалци им се познати. Значи, до 12 месеци возраст, детето се очекува да знае да каже 2 до 6 збора, повеќе од мама и тато. Значи, мама и тато се како основни зборови, најверојатно децата нели многу порано учат да ги кажат овие зборови и ги користат, така што 2 до 6 зборови други освен овие два. На 15 месеци возраст се очекува да знаат децата до 10 зборови, на 18 месеци до 50 зборови, на 24 месеци, значи 2 годишна возраст, детето веќе ќе има фонд на зборови од 200 до 300 збора. 30 месеци 450 зборови, 36 месеци 1000 зборови, на 4 години се очекува 1600 зборови и на 5 години било каде меѓу 2000 и 2500 зборови. Како што кажав, сакам со вас да ја споделам позитивната практика од моја страна, која што мислам дека има удел во ова релативно брзо достигнување на овој развој. И затоа ве канам да притиснете subscribe на овој канал, да го лајкнете ова видео и да го очекувате моето наредно видео во кое што ги објаснувам финтите кои што јас ги практикував и мислам дека многу придонесоа во развојот на говорот. Фала многу за вниманието, се гледаме. Чао!